Добре ни дојавте, почитувани гледачи, и се надевам дека ќе останете заедно со нас следните минути. Во неделниот микс покрај теми од културата третираме и животни прашања, животни теми, па така во продолжение ќе разговараме на тема како возрастните и децата да се заштитат при пат и повреда на глава, раце, нозе и некоја прва помош која треба да се ја дадат самите на себе пред да одат на доктор. На оваа тема ќе разговарам со доктор Ана Спасевска-Ѓорговска, таа е специјалист по физикална медицина и рехабилитација. Доктор Ана, добре ни дојдовте. Добар ден и ви благодарам на поканата. Се надевам дека ќе бидеме доволно интересни да го задржиме вниманието на гледачите. Да, ви благодарам што сте тука, што прифативте поканата и како што спомнав, ќе разговараме на една, да кажам, корисна тема. Секому може да се случи да падне, да се повреди, па еве кога станува збор за повредата на глава поконкретно, посебно на луѓето кои што имаат мали дечиња, се случува детето да падне и родителите да се вознемират. Што всушност треба да се направи на прва за попадот, например? Видете, тоа е честа појава, поготово кај родители на мали дечиња и многу често доста вознемирувачки настан кај родителите, бидејќи секако малечкото го гледаат со најголемо внимание што може, но се случуваат такви настани во кои што малечкото ќе се сопне, ќе се лизне, ќе падне, при тоа ќе ја удри главата. Тоа е еден момент во кој што многу често родителите итно одат и се јавуваат во итна медицинска помош за да добијат брз и навремен одговор од страна на лекар, или пак се упатуваат на клиниката за ургентна медицина, каде што бараат одговор итен од докторите дали има повреда детето на главата и черепот. Тука би сугерирала родителите најнапред да направат првична обсервација на детето, да се забележи дали детето има промена во однесувањето, промена во свеста најнапред. Доколку е детето свесно, веќе треба да се следи во првите 2 часа дали има промена во расположението, дали се јавува поспаност и летаргичност на детенцето, дали се јавува оној момент на нагони за повраќање и повраќање во млаз, дали се јавува некоја дезориентација на детенцето, и тоа се можеби првите знаци на состојба, народски кажана, потрес на мозок, тој настанува како резултат на едем на мозочето на детето, кој што сепак треба време за да се развие. И затоа обсервацијата на родителот во првите 2 часа нека биде будна и сконцентрирана околу однесувањето на детето. Доколку не развие некој од овие симптоми, најверојатно се работи за побанален удар на главата или екстремитетите, и соодветно на тоа обсервацијата охрабрувам да ја водат до 24 часа после падот. Доколку не настане некоја несакана реперкусија, тогаш се смета дека настанот поминал добро и не настанале никакви патолошки промени. Соодветно на тоа, спротивно на тоа, доколку забележат дека некои од симптомите се јавува, веднаш да бидат да се упатат на лекар, каде што би било обсервирано мозочето со помош на снимка, каде што би биле под медицински надзор и соодветно добро ќе се заврши целата приказна. Падот може да се јави и без удар во главата, дечињата знаат да паднат, да повредат и екстремитет. Соодветно на тоа, треба да се пристапи најнапред родителите да бидат внимателни во дислокација на тие моменти. Треба да следат дали детенцето може спонтано да се движи. Доколку може да се движи, најчесто се работи или за шинување, или се работи за мускулна некоја повреда која што ќе помине полесно. Доколку се работи за момент во кој што детенцето не може да се движи, тогаш итно треба да се јават на брза помош или да го спроведат детето без поместување на фрактурираните делови. Многу е битно во моменти во кои што детето не може да движи екстремитет, тој да не се поместува, за да не се направат дополнителни фрактури и оштетување на околните мускули, крвни садови и нерви. Истото важи и за возрастните. Се случува и возрастните да паднат, небитно дали во домот, дали во околината каде што живеат.
многу е битно она првична разлика на симптомите. Доколку се работи за возрастен, многу е битно при пат околината да се ослободи, да се организира околината, односно да најнапред да се процени свеста. Дали човекот ја има изгубено свеста. Доколку ја има изгубено свеста, тоа е причина, индикација веднаш да се повика брза помош. Воспротивно, доколку пациентот, односно унесреќениот лик, значи доколку ја има свеста, треба да се процени дали е контактибилен, дали е ориентиран во време, простор и личности. Сето тоа кажува за повреда на централен нервен систем, доколку ги исклучиме тие моменти. Секој кој што би пристапил кон помош на пациентот, значи да внимава во однос на пристапот. Значи да биде повикана брза помош или да биде обезбедена околината околу несреќениот. Нели во зависност од неговата состојба да се види дали треба да се оди на брза помош или дали сепак да остане. Доколку може пациентот да се вертикализира, односно да застане на нозе, да ги движи рацете, тогаш мала е веројатноста за појава на фрактура на одреден дел од телото и тогаш се смета дека е побанална повредата и може накнадно да се биде прегледан од општ лекар или травматолог. Во однос на итноста на состојбата, секогаш треба да биде прво и основно свеста. Се останато може да се решава и малку со одложен ефект. Така. Многу чисто се случува и децата надвор кога играат, еве сега пролетно време, да играат фудбал, да играат некој спорт и да паднат, да се повредат. И нели такви ситуации има многу често, да ги повредат рацете, да нозете. Видете, кај дечињата се побезазлени најчесто повредите, тие се доста имаат флексибилни, да, мускулите се елонгираат, тетивите се еластични, секогаш, мислам, често се случува да дојде до набивање, дислокација, шинување на одреден зглоб и слично или за мускулна повреда која што поминува полесно без несакани реперкусии. Така. Кога сме кај дечињата, докторка, се почесто се зборува за нивното држење на телото, за тоа колку е важно уште од мали да се учат правилно да го држат телото, а тука за жал голем проблем се и тешките ранци кои што ги носат, торбите на нив училишни. Како овој проблем да го ублажиме, Видете, ова е суштинско прашање. Ви благодарам за тоа што ми дадовте шанса да искажам вистината околу тежината и колку децата можат да носат тежина на своите грбчиња. Значи, многу малку се зборува на оваа тема. Дечињата генерално не треба да бидат оптоварувани со товар. Бидејќи тоа може да има многу несакани реперкусии за целата постура и за целиот работен столб на дечињата. Ранците кои што треба да ги носат дечињата треба да бидат од прилика 10% од тежината вкупна на детето. Соодветно на тоа, доколку едно прваче е 25 килограми, максималната тежина на ранецот би требала да биде 2,5 килограми, што е невозможно во денешно време, бидејќи од прилика 2,5 килограми би можело да тежи ранецот со 2 учебника внатре. Соодветно на тоа, гледам дека многу често родителите како алтернатива купуваат ранци со тркалца. Да. Може би една од алтернативите е, но и тука имам момент на сугестија, бидејќи ранците на тркалца, со ранците на тркалца ја избегнуваме тежината на рбетниот столб и на целото тело на дечињата, но таа тежина која што ја влечат дечињата на рачка, треба соодветно наизменично да се менува горниот екстремитет. Доколку кон училиште го носат ранецот со левата рака, на враќање би требало со десната рака. Сега, тука доаѓаме до прашањето колку ние како родители би можеле тоа да го контролираме, нели? Да. Од таа причина, може би секогаш дечињата заземаат одредена страна со која што им е полесно, попрактично да го туркаат ранецот на тркалца, па и таа опција, кажувам дека е малку дискутабилна и тука би сугерирала родителите да помогнат во однос на носење на товар. Генерално сум на ставот децата да се успособуваат во сите развојни форми, но тука во моментот на кривање на товар и туркање на товар, децата треба да бидат заштитени. Така. Што би можеле некако да им порачаме друго на родителите да внимаваат во однос на растот и развојот на децата кога станува збор нивното држење во текот на првите години од животот, па и
во училишната возраст? Видете, растот и развојот на детето започнува од првиот ден на раѓањето. Значи, не се безазлени оние моменти, нели периоди. Детето се врти на стомаче, детето ја дига главата, детето пробува да седне, детето седнува стабилно, детето се обидува да се исправи. Сето тоа се делови од нормалниот моторен развој на едно детенце, здравиот моторен развој. Тука сакам да сугерирам родителите да не се споредува, да не ги споредуваат дечињата со нивните врсници, нормално будно да го следат развојот и на околината, но не стрикно дека овој момент е точниот момент во кој што нивното дете треба да прооди. Тоа е индивидуално и се базира на целиот овој момент што го кажувам. Тие развојни фази во текот на растот и развојот на детето треба да се поминат. Секој дете проодува во моментот кога ќе се стабилизира, односно кога неговата мускулатура е подготвена и локомоторниот апарат за да прооди. И соодветно на тоа се надоврзувам сега и со подоцнежниот развој на дечињата и правиот развој на рбетниот столб. Секогаш стимулирам игра. Игра во природа, игра без многу реквизити, игра во кој спорт секако, најчесто би сакала да сугерирам спорт за кој што децата имаат афинитет или желба, или општо спорт со кој што би сакале да се занимаваат или се занимаваат нивните најдобри другарчиња, било каква мотивација да се најде во детенцето треба да се подржи во насока на спортување. Бидејќи дечињата во природа, во слободна игра помеѓу другарчињата, не само што физички, туку и психички се развиваат позитивно и го имаме оној момент на слобода во која што е безбедна зона за игра и развој на дечињата. Значи ли дека, докторка, физичката активност во денешно време, во период кога децата можеби не се толку надвор како порано, е многу поважна отколку во некои минати времиња? Па видете, многу е битно, бидејќи сега имаме многу ресурси кои што дечињата ги врзуваат за дома. Покрај тоа што голем дел од денот го поминуваат во градинки, во дневен престој или во училиште, останатото време самото време нуди многу опции за кои што би побудиле интерес кај дечињата. Тоа се телевизорите телевизија со цртани, PlayStation, таблети, телефони, соодветни, значи социјални мрежи, технологија на плеада на технологија и дечињата многу лесно се врзуваат за тие екрани. Сега многу е битно начинот на кој што ние би ги оттргнале од тој стимуланс, бидејќи знаеме колку вешто е изработено се тоа медиумски за да може да го задржи вниманието на дечињата. Многу е битно спортувањето и како во минатото така и сега, но во минатото го поминувале времето слободно дечињата сите надвор. А сега е малку променето времето и мислам дека тука треба најмногу родителите да ја одиграат таа улога на сепарација на децата од екраните. Така е. Исто така е да се префрлиме на една тема и кај возрастните. И возрастните, се случува да има многу професии кои што се претежно во сетачка позиција. Луѓето поголемиот дел од времето да го поминуваат во седење, куцање на компјутери. Какви последици всушност може да има таа седачка положба во текот на денот? Видете, седичката положба не е физиолошка положба на телото на човекот. Човекот е создаден за да се движи. Седичката положба долги часови доведува до несакани моменти од типот на артрозни промени на зглобовите, од типот на атрофија на мускулатурата, од типот на додавање на телесна тежина. Сето тоа делува на локомоторниот и на мускулниот апарат на индивидуите. Сега ние сме свесни дека имавме еден период кој што ни предходеше со пандемијата на COVID, на кој што можеме да кажеме дека комплетно се промени животот на голем дел од нас. Голем дел од професионалци остана да работат од дома и во домашни услови. Мислам дека тука се направи еден голем јас помеѓу работоспособното население, ајде да кажам, бидејќи
една група се мотивира и вежбаа дури и дома, следа некои програми онлайн и тоа се е за пофалба и одлично. Но одредена група тотално се исклучи од процесот на вежбање, бидејќи беа затворени теретаните, беше забрането групирање и сето тоа мислам дека придонесе за една епидемија на дегенеративни заболувања кои што се присутни во нашата амбуланта се почесто и се почесто кај млади луѓе. Јас тука сакам да прикажам важноста на ергономијата во работниот простор. Многу работници останаа од дома пред компјутер во домашни услови на одредена вистина на маса која што е несоодветна, столче кое што е несоодветно и тука тоа е една основа за развој на несакани моменти на локомоторен апарат кој што реперкусии ние сега ги лекуваме. Значи според вас треба да внимаваме и на какви столици седиме, на каква висина ни е самата маса и нели помалку да седиме повеќе, колку што можеме да се движиме. Видете, во основа не можеме ние да бараме посебни услови дури и на работното место, нели? Промената на работното место, на околината на работното место не е толку лесна. Да. Треба да сме свесни, но еве мотивирам какво и да е седењето или висината на масата или ергономијата на столчето. Да изнаоѓаат начин да прават чести паузи и вертикализација. Многу е битно тој момент на раздвижување на одреден период, да речеме тоа да биде на 45 минути до 1 час, да има 5 до 10 минути раздвижување, истегнување и мотивација за доколку може во слободното време, повеќе време да поминат во спорт и спортски активности. Се повеќе млади, докторка, за жал се жалат од болки во вратот, во грбот. Според вас, како овие проблеми да се решат? Многу млади се почесто имаат болки во овие екстремитети. Ова е едно надоврзување на претходното прашање. Значи, тоа се последиците од тој пасивен начин на живот, неергономски поставени значи елементи, елементи во околината и од таа причина како да го решиме? Кај помладите и полесно би можеле да го решиме со тоа што би ги мотивирале да прават медицински вежби, гимнастика, односно вежби за подобрување на тонусот на мускулатурата на вратот и рамениот појас, вежби кои што би стимулирале тонус на мускулатура на торакалниот и на лумбалниот дел од дрветниот столб, раздвижување и гимнастички вежби на горни и долни екстремитети. Се е тоа во медицинската практика познато за младата популација и не толку многу, но кога ќе се соочат и младите пациенти со тегоби од типот на болки во вратот, чести вртоглавици, чувство на трнење, пецкање на горни или долни екстремитети, чувство на слабост на мускулатурата или момент на испаѓање на предмет од рака, тогаш се вклучува алармот кај пациентите и тогаш посетуваат лекар и секако ние ги третираме соодветно на тоа, стимулираме и мотивираме да спроведуваат вежби со кои што ќе подобрат тонусот и трофиката на мускулатурата и може да дојде до регресија на симптомите. Да, се повеќе луѓе патат од дискус хернија, исто така и оваа состојба е многу застапена, пропратена со интензивни болки. Што е најделотворно за оваа дијагноза? Вака, дискус хернијата е многу честа во последно време. Порано беше како последица на некои долги дископатии кои што прогредираат во дискус хернија кај пациенти со слаба паравертебрална мускулатура и слично, а сега имаме една група голема на пациенти, нас не се пациенти, тоа се млади луѓе кои што многу брзо сакаат да постигнат резултати во теретана. Значи, многу често имаме млади кои што со неподготвена мускулатура дигаат големи тежини и тоа е причина за развој на дискус хернија меѓу другото. Значи, генерално ги мотивирам младите да вежбаат и тежински вежби, но сето тоа да биде постепено, со дискретно подкачување на килажа, со нека биде целта дефинирање на
мускулатурата. Нека не биде на сите целта да бидат со јака мускулатура атлети. Значи, целта е да постигнеме дефиниција на мускулатура, да изгледаме здраво и да изгледаме убаво. Не е добро сите да бидат бодибилдери, не е здраво и доколку е целта тоа, тогаш треба да биде значи водено во консултација со доктор и со персонален тренер кој што е едуциран во таа насока, а не на своја волја и на своја рака. Дискус хернијата е сериозна состојба која што пациентите веќе кога се здобиле со таа состојба, значи патат од големи болки, но никогаш да не име на пациентите страв од моментот дека дискус хернијата не се лекува и дека секогаш завршува со оперативен зафат. Не е така. Значи, физикалната медицина и рехабилитација има многу ресурси, физикални модалитети кои што ги применуваме во насока на лекување и имаме и медицински докажани резултати на регресија на дискус хернија после последователни третмани со физикална терапија, која што е докажана на магнетна резонанца, така да ги охрабрувам луѓето да посетат физијатар, бидејќи ништо не е изгубено. Можеби патот не е едноставен и лесен, но заедно како тим можеме многу да постигнеме. Убаво, многу убаво кажано, еден поттик за нашите гледачи да ви се обратат и конкретно вам и да некако полесно ги решаваат тие проблеми, а исто така и стресот е застапен секојдневно, сите сме некако под стрес. Може ли стресот да биде причина за болки во вратот, во грбот? Секако, стресот е дел од нашето секојдневие, за жал. И станува дел од начинот на живот на секого. Треба сите да се мотивираме да го купираме на најдобар можен начин на кој што можеме, но стресот секако дека е причина за болки и во вратот, и во останат дел од телото, бидејќи стресот делува на невромускулно ниво на тој начин што предизвикува грчење на мускулатурата. Тој грч на мускулатурата предизвикува спазам, притисок и врз крвните садови, врз нервите кои што поминуваат низ вратната и низ околните регии кои што се застапени со грчевита мускулатура. И од таа причина стресот може да е причина покрај болка во вратот и за главоболка, и за чувство на безволност, и чувство на момент во кој што пациентот едноставно не се чувствува добро. Видете, тоа е секојдневие, но ние како лекари сме повикани да најдеме решение на секој проблем на пациентите. Соодветно на тоа јас би мотивирала пациентите кои што веќе се свесни дека стресот е причина за болки во вратот или одреден дел од телото, значи да го купираат на начин што можеби секој индивидуално си има начин на кој што го би можел да го третира, да се занимава со некоја активност која што го опушта, го прави среќен, да вежбаат врат и рамен појас, тонички вежби кои што би ја подобриле мускулатурата на вратот, но би ја опуштиле мускулатурата и би ги довеле сите оние хранливи материи кои што се битни за мозокот и мускулатурата, како и локомоторниот апарат. И соодветно на тоа стимулирам, препорака моја е за избор на соодветна мануелна масажа, медицинска или релакс масажа, која што е без голем притисок, но која што поволно би делувала и во процесот на опуштање и во процесот на намалување на болка. Така. Вие сте, како што спомнавме, специјалист по физикална медицина и рехабилитација, посетувате многу конгреси, се едуцирате, се надградувате. Каде сме ние како земја во односите и на другите земји? Колку вам ви користат самите конгреси, едуцирање со другите ваши колеги од странство, кога станува збор физијалната терапија? Видете, тие собири професионални се многу убави од многу различни причини. Од една страна, ние на тие конгреси и семинари разменуваме ставови и мислења во врска со нашата професија и изнаоѓаме различни принципи на лекување на пациентите, па од таа причина и
често ги посетувам и сакам да бидам дел од нив, бидејќи представуваат основа во која што ние би можеле професионално да се изградиме. Сега, нашата земја се знае со колку финансиски услови може да учествува во процесот на набавка на апаратура и слично, но јас сум среќна што ние и со тоа што го имаме, успеваме да имаме соодветни резултати, среќни пациенти, задоволни, обезболени, и тоа е можеби еден поттик за секој нас како лекар, значи да продолжиме понатаму и да се трудиме да бидеме што подобри и што поблиски до пациентите. Апсолутно е така. Што вие би истакнале во вашата работа како една позитива, да кажам, каков е вашиот пристап кон пациентите? Видете, јас, мојот избор за медицината беше можеби од гимназиски денови, несомнено. Значи, во текот на студиите и во текот на целиот професионален развој, со оглед на тежината, на долгите студии и слично, никогаш не се покајав, никогаш не се покајав. Повторно би го направила можеби тој избор. Јас сум среќна и во изборот на специјалноста, бидејќи ова е една гранка која што нуди многу опции од типот на ова е гранка на медицината во која што докторот ја има индивидуалноста во пристапот на третманот на пациентот, што секоја гранка на медицината не може да се пофали со тоа. Ние следиме одредени протоколи, но секој пациент е посебна енигма сама за себе, и јас секој пациент пред себе го гледам како случај на сложувалка која што треба да се сложи на крај да изгледа перфектно. Сега тој процес кај сите пациенти трае индивидуално, кај некој ни оди многу брзо и со многу брз и среќен исход, кај некој бара повеќе третман и должина на третман, но многу би поентирала во оваа струка дека генерално волјата на докторот е многу голема кога пред себе ќе видиш пациент кој што е обезболен, со подобрена функција, со помалку тегоби, и кога ќе не гледаат со благодарност во очите, нема цена која што би можела да ме предомисли во однос на изборот на професијата. Затоа мислам дека пациентите веќе го гледаат бенефитот од физикалната медицина и рехабилитација и се почесто во нашите ординации, така да им давам надеж дека има многу ресурси со кои што можеме да им помогнеме. Така е. А докторка, еве за крај, при крај на нашиот разговор би ве прашала кога да знаат гледачите, односно пациентите, дека е време да посетат доктор-физијатар? Видете, физикалната медицина покрива голем број на значи големи групи на пациенти, независно дали се заработи за мускулно-скелетни повреди, тегоби, фрактури, травматски лези, ревматолошки болести, невролошки болести. Значи пациентите кои што трпат болка во моментот од нејасна природа, сугерирам тоа да го направат со да ги супримираат симптомите со помош на аналгетици во првите 5 до 7 дена, доколку веќе не може да го решат проблемот со аналгетска симптоматска терапија, можеби е време да се упатат на ортопед или на физијатар со цел да започне процесот на значи на дијагностика и соодветно на третман на одредено нарушување. Така што секоја болка не е за на физикална терапија, но доколку не поминува со помош на советите дадени од општиот лекар, тогаш нема никаква штета посета на специјалист. Докторка, еве едно прашање од женски аспект што ми текна. Женските многу сакаме да носиме штикли високи подпетици, а дали всушност има многу дискусија дали се корисни, па колку да се носат, колку често да се носат. Кој е вашето мислење? Колку е всушност важна удобните чевли? Удобните чевли се суштински, но јас сум една од
тие што може би половина од животот го поминав на високи подпитици, битно е да се вложи во квалитетен чевел, макар и да е на подпитици. Здраво е да се носат подпитици до 3 сантими. Се што е над 3 сантиметри висина се смета за оптоварување на стапалото и на околните зглобови. Но не сум доктор кој што би забранил подпитици и носење на подпитици, бидејќи јас сум дел од групата на обожаватели на високи подпитици. Значи, поминувајте одреден дел од времето на високи подпитици. Многу е битно да има соодветна подлога, многу е битно да е изработена од квалитетен материјал, но доколку имате услови во слободно време, кога би биле порелаксирани, кога би биле вон работни обврски или вон оние места каде што сакаме да се покажеме со високи подпитици, носете удобни чевли, добри патики со добра основа, совет за сите оние кои што имаат деформација на стапало да посетат физијатар, да се согледа деформацијата на стапалото, да се ординираат соодветни чевли или ортопедски влошки, бидејќи во основа постурата многу зависи од стапалото. И можеби ово е најсуштинскиот совет, значи за стапалото. Секое дете кое што е во развојна возраст, се до возрастни лица кои што имаат проблем со стапалото, да се јават на физијатар. Многу ви благодарам за гостувањето. Опатиме повеќе корисни теми за нашите гледачи и ми беше задоволство да разговарам со вас. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, корисни прашања одговоривме заедно со докторката Ана Спасовска-Ѓорговска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација. Ви останете заедно со нас, се враќаме за кратко.